Почитувани гледачи, добро вечер. Ова се вестите на КТВ. Македонија денеска одбележува 110 години од Илинденското востание, 100 години од Букурешкиот договор, 69 години од првото заседание на АСНОМ и 22 години од прогласувањето независност. Голем празник за македонскиот народ, ден во кој се потсетуваме на историјата, ги славиме борците, ден во кој се сплотуваме од сите страни на светот. Македонија годинава одбележува 110 години од Илинденското востание, 100 години од Букурешкиот договор, 69 години од првото заседание на АСНОМ и 22 години од прогласувањето независност. Со пристигнувањето на коњаниците од Илинденскиот марш во Крушево почнува манифестацијата 10 дена Крушевска република. Манифестацијата научно-културни средби 10 дена Крушевска република, која годинава се одбележува под слоганот Една идеја, многу победи, изобилува со богата културно-уметничка програма. Покровител на годинашната манифестација, председателот на владата на Република Македонија Никола Груевски. Централната манифестација се одржа денес на Мечкин камен, каде пред присутните се обрати и председателот на владата Никола Груевски. Илинден или денот Свети Илија е голем македонски национален и православен празник, кој се одбележува на 2 август. Покрај огромното религиозно, Илинден има и посебно значење за историјата на македонскиот народ. На 2 август започнало Илинденското востание во 1903 година, а во 1944 година е одржано првото заседание на АСНОМ. Денес илинденската традиција е испреплетена со патриотски, фолклорни и религијски символи, што го прави Илинден еден од најбитните празници во Македонија. На 2 август 1903 година на Илинден почнало Илинденското востание во Македонија. Почетокот на Илинденското востание го објавиле камбаните во Крушево на полно експроти Илинден 1903 година. Околу 800 востаници го ослободиле градот, а по 2 дена Никола Карев ја прогласил Крушевската република и станал неизин председател. Слободната република траела 10 дена. Под команда на Бахтијар Паша, 18.000-ната османлиска војска тргнала во акција за враќање на власта во Крушево. Последните истрели на Мечкин камен и загинувањето на војводата Питу Гули го означили и крајот на Крушевската република. 41 година пак по Илинденското востание во манастирот Свети Прохор Пчински кај Куманово 115 делегати го одржале првото заседание на АСНОМ, на кое е потврдена општествено-правната положба на Македонија како рамноправна федерална држава во рамките на државно-федеративна Југославија. Заседанието го отворил Панко Брашнаров, најстариот делегат и сведок на двата Илиндена. Избран бил президиум на АСНОМ под председателство на Методи Антонов Ченто. Заседанието усвоило неколку документи со државнотворното значење, меѓу кои и решението за воведување на македонскиот јазик за службен јазик во македонската држава и декларацијата за основните права на човекот и граѓанинот на демократската Македонија. На централното чествување во Крушево државната делегација денес положи свежо цвеќе на гробот на Никола Карев, на споменикот на хероите на местото Слива и на споменикот на бранителите на Крушевската република на Мечкин камен. Центарот за управување со кризи во рамки на празничниот викенд и поголемата раздвиженост во природа апелира граѓаните внимателно да се однесуваат на отворено за да се заштитиме од пожари. Во текот на денот и викендот, кога се очекува зголемена посетеност на излетничките и рекреативните места, Центарот за управување со кризи апелира до граѓаните да се однесуваат внимателно кон околината, односно да не фрлаат отпадоци, да не палат оган, да не фрлаат до горчиња од цигари, стаклена амбалажа и слично, кои може да предизвикаат пожар. Од Центарот за управување со кризи ги потсетуваат граѓаните доколку забележат одредени сомнителни места во кое
присутен оган или чад, веднаш да ги известат надлежните служби во најблиските институции и установи или да се јават на бесплатниот телефонски број 195 како број за итни повици на Центарот за управување со кризи. Апелираат до населението овој број да не се употребува за лажни повици кои би предизвикале несакани последици. За Илинден заштитете го сопствениот имот, личната безбедност и безбедноста на останатите граѓани, апелира полициска станица Кавадарци. По повод националниот празник Илинден, полициската станица од општа надлежност Кавадарци апелира до сите граѓани на Кавадарци и Росоман да посветат поголемо внимание на заштитата на сопствениот имот, личната безбедност и безбедноста на останатите граѓани. Воедно истите се предупредуваат за време на празниците да се воздржат од управување на моторни возила под дејство на алкохол или други девијантни и незаконити однесувања во областа на сообраќајот. Понатаму во соопштението од полицијата се вели, им се укажува на сите граѓани дека како и секогаш се должни да се придржуваат и да ги почитуваат законските регулативи и сите области. За секое незаконско однесување полициската станица од општа надлежност Кавадарци ќе ги превзема потребните мерки и активности за санкционирање на истите. За секоја регистрирана ваква појава од страна на граѓаните да се известува на телефонскиот број 192, апелира кавадаречката полиција. Десет години затвор за серискиот разбойник од Кавадарци пресуди Велешкиот суд. Кавадарчанецот ХВ доби 10 години затвор за серија разбойништва што ги извршил врз со граѓани, пресуди Основниот суд во Велес. Според обвинението, Веселов грабежите ги извршил од 18 септември до 7 ноември 2011 година во 6 наврати со употреба на сила и заканувајќи им се со нож на жртвите, одзел предмети вредни 500 евра. Сите ограбени ги фаќал за рака, а потоа им го покажувал ножот долг 30 сантиметри, па со сила им ги земал мобилните телефони и паричниците. Нападите ги вршел во вечерните часови, во темни делови на различни локации од Кавадарци. Сите оштетени на суд го препознале разбойникот, пошто тој беше прогласен за виновен. Веселов е познат криминалец кој е на одслужување казна затвор за друго кривично дело. Против него се водат и други судски постапки, пренесува Дневник. Нема празник за здравствените работници и вечерва активен ќе биде здравствениот пункт на Здравствен дом Кавадарци. Од центарот на градот повторно ќе им помагаат на граѓаните. Нашата професија е да се грижиме за здравјето на граѓаните. Здравјето е пред се, па затоа и на Илинден ќе бидеме достапни на кавадарчани, велат од Здравствен дом Кавадарци. Оттаму началникот на итната медицинска помош, доктор Антоан Паракеов, во изјава за КТВ најави дека и денеска во попладневните часови активен ќе биде здравствениот пункт. Од центарот на Кавадарци повторно во периодот од 18 до 21 часот и денеска им стоиме на располагање на сите граѓани кои ќе сакаат бесплатно да го измерат крвниот притисок, да им окажеме помош или совети за заштита од топлиот бран, вели Паракеов. Според него, одлично работи пунктот, од кој поголем дел од граѓаните стекнаа навика да бараат помош. Во првите денови од работењето на истиот, бројката на укажана помош се движеше на околу 100 прегледи, а во последните 2-3 дена, согледувајќи го и фактот на продолжениот празничен викенд, бројот е над 50 на прегледи. Главно граѓаните од здравствениот пункт побарале мерење на крвниот притисок, но имало и такви кои барале одредени медицински совети. Здравствениот пункт во центарот на Кавадарци ќе го има се додека тоа е препорака на Министерството за здравство, потврдува за КТВ доктор Антоан Паракеов. Од понеделник започнува втората смена за работа на детската градинка Рада Поцева Кавадарци. Во август децата ќе ги згрижуваат Снежана и Детелинка.
Снежана и Детелинка од понеделник до крајот на август ќе ги згрижуваат дечињата од предучилишна возраст. Станува збор за 2 работни објекти на детската градинка Рада Поцева. Првиот кај граѓаните познат како Ваташка градинка, а вториот градинката кај Пепето. И во двата во текот на месец јули се бојадисуваше и се извршуваа редовните летни поправки и реконструкции. Во овој период на родителите кои имаа потреба од згрижување на децата на располагање им беа работните објекти Гроздоберче или Централната градинка и Изворче објектот кај Гоце Делчев. Од понеделник овие 2 работни објекти остануваат на техничкиот персонал кој ќе ги изврши подготовките за чист и успешен старт во септември. До тогаш дечињата ќе бидат згрижени и ќе ја следат наставата во Снежана и Детелинка. Од септември со полна пареа се активираат повторно 4 работни објекти на детската градинка Рада Поцева. Годинава во истата згрижени беа вкупно 790 дечиња, од кои во прво оделение преминаа 200. Капацитетот на кавадаречката градинка е 500 дечиња, а интересот и овој уписен рок беше далеку поголем, што значи и годинава Рада Поцева се соочува со истиот проблем: многу деца и строга селекција. За празникот времето во земјава ќе биде сончево и топло со температура до 39 степени. Според најавите од Управата за хидрометеоролошки работи, утре ќе биде сончево и топло со температура од 30 до 38 степени. Најтопло ќе биде в недела со температура до 39 степени. Од понеделник следуваат повторно екстремно високи температури. Ви благодарам за вниманието и ви посакувам празнично да уживате со програмата на КТВ.